Тутунарите повторно излажани и покрај тоа што во петокот потпишаа договор со откупувачите дека ќе се зголемат цените на тутунот и откупната линија ќе биде пофлексибилна. Тутунарите обвинуваат дека на терен останале истите проблеми. Најголемиот дел од тутунарите не биле задоволни од откупните цени. Од иницијативниот одбор ги повикуваат сите тутунари кои што не се задоволни од проценката, истата да ја пријава до второстепена комисија. Секој оној што смета дека му се цени нереално. Имаме најава од министерот и тоа го кажа на состанокот дека секоја кутија што ќе се остави од второстепена комисија ќе се цени класа погоре. Ги охрабруваме сите кооперанти да оставаат во второстепена секоја кутија она која што мисла дека е нереално му се цени. Само на таков начин можеме да извршиме притисок врз компаниите да почнат реално да го ценат трудот. Во четврток е закажана и средба со премиерот Заев од која очекуваат конечно решавање на проблемите. За утре се најавува притисок на пунктовите на Сокотоп, како единствен откупувач кој што не се потпиша на договорот во петокот, како и на другите откупувачи кои што нема да ценат реално. Ќе се спореле вагите и ќе имало нивна блокада. Јас сакам уште еднаш да ги повикам поверениците да си работаат за тоа што се платени и ставени на вагите. Секоја нереална кутија да биде тргната на страна и запрена за второстепена комисија, доколку некои проценители не сакаат да оставаат за второстепена комисија, да биде повикан инспекторато. Во зависност од тоа дали ќе се постигне или не некаков договор во четврток на средбата со премиерот, тутунарите понатаму така и ќе ги утврдуваат нивните идни чекори.